Би сакале да ве информираме дека дадовме одговор на известувањето по однос на вратената интерпелација за работата на председателот на Собранието на Република Македонија. Инаку сметаме дека враќањето на поднесената интерпелација, повикувајќи се на усогласување на членот 136 од Деловникот на Собранието и позитивното право е неосновано и спротивно на Деловникот на Собранието на Република Македонија. Укажуваме дека интерпелацијата и незината форма се единствени и дека врз нив не се применуваат одредбите кои што се однесуваат на предлог закони како што е наведено во самото барање, односно не се повикуваат на членот 136 од Деловникот. Членот 136 се однесува на поднесување на предлог на закони, а интерпелацијата и нејзината форма не е предлог на закон. Така да одговорот е поднесен до председателот на Собранието, а очекуваме службите да го обработат и истиот да стигне кај самиот него. Дали дадовте само одговор или со одговорот ја пративте одново интерпелацијата и во која форма? Дали се работи за истата форма? Секако, покрај одговорот на кој што укажуваме дека членот 136 не е членот врз основа на кој што се повикува и за неуредноста на самата документација, поднесена е интерпелацијата со подписите од сите 130, од сите 38 колку беа подпишани пратеници на неа. Во иста форма? Во истата форма, комплетно во истата форма. Резолуцијата, од кај спикерот Џафери велат дека е поднесена како и досега што сте ги поднесувале сите документи. Очекувате ли да се развие остра дебата во однос на она што го побара премиерот заев со целото уставно име? Резолуцијата е поднесена така како што е поднесена. По однос на оваа резолуција имаме повеќе од 10 дена дебата во самата држава, помеѓу јавноста, помеѓу политичките партии. Она што го предлагаме со оваа резолуција е дека самата резолуција би имала обврзувачко дејство согласно волјата на пратениците, а за владата би значило отцртување на одредени линии врз основа на кои што таа смее да разговара, но со почитување на тие црвени линии за содржината и за самите национални и државни интереси. Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Заев гледаме дека во само неколку дена има 3 спротиставени изјави. Очекувам дека оваа резолуција и по самата најава на спикерот Џафери ќе се најде на седница и врз основа на тоа ќе продискутираме за сите отворени прашања. Поентата е дека треба да зборуваме за содржината, а не за формата. Доколку се фокусираме на формата, мислам дека ќе се изгуби значењето на самата содржина на резолуцијата, која што внимателно е составена. Морам да кажам дека таа не е документ кој што го нуди ВМРО ДПМН, туку е произлезен од сите општествено-политички чинители, како МАНУ, МПЦ, УКИМ, кои што имаат одредени согледувања по однос на темава. Сметам дека добро е да биде прифатена оваа резолуција, затоа што ова е ретка можност каде што би можеле партиите и граѓаните да се обединат околу државните и националните интереси. По однос на она што ќе се случува на самата пленарна седница, ќе видиме како и ние ќе се поставиме. Сметаме дека самата резолуција како текст е доволна гаранција за заштита на идентитетот, јазикот, националните традиции и културата. Врз основа на интервенцијата на СДСМ, која што сакаат да ја направат на самата форма, ќе знаеме и како ќе се поставиме ние. Како ќе ги убедите албанските партии? Тие веќе се јасни дека резолуцијата носела штета за државните интереси. Како ќе ги убедите на седницата? Имаме време да продискутираме со сите политички чинители во државата, имајќи во предвид дека седницава на 22 е предвидена, односно согласувањето и изгласувањето на дневниот ред. Прва точка на дневен ред е предлог ребалансот на буџетот, која би траела од прилика 4-5 дена, така да имаме доволно време да продискутираме за сите отворени прашања и на крај да
дојдеме до еден заеднички документ кој што ќе ги штити македонските национални и државни интереси. Мицевски, ако начелен проблем, односно главен проблем е употребата на Северна, да речеме и во резолуцијата како што бараа социјалдемократите и во однос на интерпелацијата кон Џафери што поднесовте со С точка, дали може би сте подготвени да направите одстапка и да ставите Северна и на резолуцијата и на интерпелацијата, па за да ви поминат? Јас мислам дека тоа не е проблемот. Проблемот е посуштински затоа што ние имаме пракса на поднесување на вакви документи изминативе 2 години во државата. Проблемот е во несакањето на разгледување на суштинските активности во самото собрание. Кога сме кај интерпелацијата и вие ја спомнавте. Да ве подсетам дека ние имаме поднесено 2 интерпелации уште од 1 февруар 2021 година или 6 месеци за Љупчо Николовски и Бојан Марич. Истите не се најдоа како точки на дневен ред се уште, имајќи во предвид дека не ни беше дозволено да говориме на самата интерпелација и на Оливер Спасовски, и таа интерпелација помина како што помина. Единствена интерпелација и алатка на опозицијата е ускратена од собранието и нивното толкување на деловникот. По однос на самата резолуција, резолуцијата е толку внимателно напишана да никаде не се спомнува уставното име на државата. Доколку премиерот Заев и пратениците од владеачкото мнозинство сакаат да ги менат имињата на официјалните документи, како што се резултат од референдумот на Република Македонија, одржан на 8 септември 1991 година, а излезен во службен весник 1991 година, или пак врз основа на Декларацијата за развој на односите на Република Македонија со Европската Унија, документ излезен 1998 година, не знам на кој начин ќе успеат да ги сменат. Повторно ќе кажам, битна е содржината, а не формата. Ако се држиме на формата, никош нема да дојдеме до заеднички прифатен документ. Ако сакаме содржина и ако сакаме документ кој што ги штити националните интереси и ќе ги отцрта рамките во кои што не само оваа и некои идни наредни влади би можеле да се движат, ова е тој документ кој што го нудиме на маса на сите политички чинители и апелирам сите да размислат по однос на нивното поставување за оваа расправа.